Советот на општина Виница и официјално ја доби верификацијата на членовите кои влегуваат во неговиот состав за наредниот 4-годишен период. Со одржувањето на конститутивната седница, потврдено е дека новиот совет ќе работи брзо и ефикасно. При тоа избран е нов председател, како и членови на комисиите. По предлог на советничката група предводена од ВМРО ДПМН, во следниот мандат со советот ќе председава Ацо Ѓоргиевски. За него гласаа сите советници во составот на советот. Со тоа тој ја доби потребната поддршка, пошто ја презеде функцијата и се заблагодари за довербата. Го формиравме советот, значи веќе од утре натаму, значи општина Виница има совет. Значи може да работиме по сите прашања во корист на граѓаните. Превкуне мандатите и формиравме постојани комисии, од кои 5 постојани комисии бев избран од едногласно од советниците за председател на советот на општина Виница и имам голема чест да им заблагодарам јавно и ги уверувам дека ќе работам честно, по закон и да врвиме, да редиме успеси за Виница, да нема проблеми, пошто ние сме лицето на граѓаните што ни избраа на изборите и сакам да направиме нешто повеќе, не само да биде ветување на изборите. Ова му е прв советнички мандат на Ѓоргиевски, што тој не го смета како пречка за нормално функционирање на советот на општина Виница. Честитки за неговиот избор упати и новоизбраниот градоначалник Миле Петков, кој пред неколку дена ја презеде функцијата. 9 дена се комплетираше и законодавната власт во општина Виница, се конституираше советот на општина Виница. Во оваа прилика на сите советници сакам да и честитам на изборот и се надевам дека ќе носат одлуки кои што ќе бидат во интерес на граѓаните на општина Виница, а јас како извршна власт ќе ги реализирам тие нивни одлуки. Искрено очекувам поддршка од сите советници за проектите кои што ќе бидат од интерес на граѓаните на општина Виница, да носат одлуки затоа што ние тоа го ветивме на граѓаните и ќе го реализираме. Петков истакна дека веќе ги почнал активностите во делокругот на неговото работење пред се со увид на проектите што се во тек, како и плановите за наредната година.